Професор Малевски, пред се ви благодарам за гостопримството и тоа што ја прифативте поканата да анализирате за нашата телевизија во врска со последните случувања во постреферендумска Македонија, да речеме. Она што можеби е изненаден пресврт на политичката сцена е најавата за предвремени парламентарни избори. Но дали ова е реална можност, реална опција или пак можеби гледате еден начин за дефокус во овој период додека да се договорат уставните амандмани со пратениците и да се обезбеди потребното мнозинство? Тоа е секако опција во една парламентарна демократија, меѓутоа пред да јурнеме на избори, редно е сите заедно, особено политичките партии, внимателно да размислиме што всушност нам ни се случи со референдумот и која е поуката која треба да ја извлечеме. Народот треба да знае дека со години наназад партиите во Македонија зборуваа дека доколку се најде влада која што ќе излезе со предлог за решение на спорот со Грција, дека сите заедно ќе одиме на референдум. Одеднаш, кога дојде таа ситуација, се случи главната опозициона партија и председателот да го бойкотираат тој инструмент на демократија кој што требаше да изрази волјата на македонскиот народ. Очигледна политичка позадина, бидејќи резултатите на овој референдум, ваков, каков што беше организиран, каде што председателот од највисоко место во светската политика, од Обединетите нации, интернационализирајќи го проблемот, повика на бойкот, а опозицијата правеше разни вратоломи до последен момент, за да потоа повторно бойкотира, сега тие обвинуваат, односно покажуваат со прст на неизлезност. Демократијата е инструмент кој мора да се почитува во целата негова процедура. Оттаму не може и да не се учествува во играта и потоа да се обвинува за резултатот. Ние мораме да бидеме најасно дека додека не ги научиме овие елементарни работи врзани за демократското учество во тие процеси, дека не можеме никогаш да излеземе од овој лавиринт каде што не се знае што всушност е волјата на народ. Меѓународната заедница при тоа е концизна и јасна дека сега на потек се пратениците и треба да ја испочитуваат волјата на народот во интерес на државата и да ги надминат партиските интереси, но да се чини дека прв пат пратениците на ВМРО ДПМН нема да имаат слух за ова, бидејќи се децени дека нема да ги гласаат уставните измени. Гледате ли вие можност, односно начин на меѓународната заедница да влија и да спречи уште еден изборен процес кој што само ќе донесе политичка криза во Македонија и да продолжи договорот со имплементација низ собрание? Ако нешто може да кажеме од целиот овој период измина, тоа е дека меѓународната заедница вложи невидени напори да ја одоброволи македонската политичка елита, да му укаже на македонскиот народ на важноста од успешниот референдум и на важноста од прифаќањето на овој договор заради интеграцијата на државата во НАТО и во Европската Унија. Се разбира, сега треба да се стори се што е можно, да се најде решение во парламентот. Мислам дека доколку се оди на тајно гласање, што е можност, како разбирам, во парламентарната процедура, дека сепак ќе се најдат луѓе и од опозиционата партија кои се свесни за овој историски момент во кој што се наоѓа Македонија и кои што би гласале. Малку подоцна во врска со тајното гласање, кое што е опција на ДУИ, бидејќи тие не прифаќаат
предвремени избори, меѓутоа она што е најавата, нели сега изборите кои што се најавуваат, Мицковски најавува дека и нив ќе ги бойкотира. Па од тука дали власта сама би отишла на избори без ВМРО ДПМН и да создаде нели свое политичко мнозинство кое што ќе го помине договорот без никаков проблем? Она што е почнато од страна на опозицијата и од страна на председателот на државата, може да се нарече со еден збор обструкција на процесот. Значи, како што беше обструиран референдумот, мислам дека ќе следат обструкции сега на донесувањето на одлуката во парламентот. И на тоа мораме да сметаме, бидејќи ако не успеат партиите да донесат одлука, што би значило дел од опозицијата да сепак го разбере историскиот момент и во услови на тајно гласање да се изјасни за тоа, тогаш ние влегуваме во една голема неизвестност. Избори и во најстабилните земји се голема неизвестност и се самите по себе еден дестабилизирачки фактор. Сега со вметнувањето на ова чувствителна тема среде изборната, врзана за името на државата и така натаму, може повторно да ги разгори тие огнови на македонски национализам, албански национализам и така натаму. Тектонски промени, доколку добро ве разбрав, на политичката сцена, доколку имаме нови избори. Меѓутоа, тоа е се повеќе поради тоа што не знам дали го делите мојот впечаток, но граѓаните не се расположени за уште еден изборен процес, имајќи предвид дека во изминативе 2-3 години имавме веќе 3 изборни процеси со референдумот и до година не очекуваат председателски избори. Секако, начинот на кој што се води генерално земено политиката во Македонија овие 30 години создава, би рекол, и известна одвратност кај народот кон политиката генерално, бидејќи таа не е во состојба да ги разреши битните, екзистенционалните проблеми на една држава, како што е темата за безбедноста, темата за просперитетот, вработеноста. Ние во Македонија имаме една многу гневна демократија. Луѓето се лути на својата ситуација, лути се и на политичарите кои се играат со теми само за да добијат избори и на крај тоа се манифестира и во, да речеме, излезноста на референдуми или на избори. Така што многу е неизвестно, доколку влеземе во избори, каква ќе биде сега реакцијата на народот, но она што е можеби известно е дека повторно национализмот може да добие на цена, иако, според моје мислење, резултатите од референдумот и тие 600.000 граѓани кои гласаа зборува за еден многу значаен процес, а именно за националистичка деконтаминација на државата. Но дали тоа ќе е доволно за ВМРО ДПМН за да отстапи од својот став дека договорот е штетен и покрај тоа што нели има над 200.000 гласови колку што би биле потребни дури и да имаше цензус? Знаете што, позицијата на политичарот е многу деликатна, нели? Тој е повикан да ги брани интересите на народот. Од друга страна има и персонални интереси, да опстане на власт, да ја заштити претходната гарнитура на која и се суди. Сите тие персонални елементи во вакви ситуации знаат многу често да натежнат над она што би требало да биде основната задача на политичарот, грижа за општиот интерес. Така и сега, едното сценарио се избори за кои што веќе се брифира дека се подготвува терен да се формира широка коалиција која што е за поддршка на договорот, наспроти оние партии кои што не го поддржуваат договорот за да може да се обезбеди тоа потребно мнозинство. Од друга страна пак, другото сценарио е на тајно гласање да се поминат овие уставни
измени. Кој од овие две можни сценарија ви изгледа на вас повеќе возможно во овие политички околности? Треба да се исцрпат сите можности во парламентот да се најде решение за ова прашање. Сите можности да се исцрпат. Дури потоа да се размислува за избори. Мислам дека да се создава сега еуфорија за избори е лошо, оти факт е. Политичкиот фактор сега треба, оние што се во институциите на системот, сега треба да превземе на себе одговорност за чекорите кои што оваа држава треба да ги направи, бидејќи станува збор за многу куси рокови. Куси рокови врзани за ситуации кои ние не ги контролираме, а тоа е состојбите во Грција. Нели? Тоа е надворешна политика. Имате се вика надворешна токму затоа што имате фактори надворешни врз кои немате влијание. Се е така темпирано да ова, ако оди како што треба, има шанси да помине. Доколку ние завлеземе во некаква криза внатрешна и почнеме да работиме некои од нас на обструкција на процесот на носење одлуки, како што беше направено со референдумот, ќе ги пропуштиме роковите. Така, но без разлика на поволноста на моментите и сите кратки тајминзи, дали сметате дека можеби се ќе поминеше погладко, да речеме, доколку претходно беа спроведени реформи за кои што беа дел од програмата на власта и кои што јавноста ги очекуваше, за кои што се критикува дека не се имплементирани, па дури некои го искористија референдумот како можност да ја казнат СДСМ? Сигурно тоа е дел од незавршената работа на партиите, што е врзано и за избирачките списоци, кои дозволуваат секакви сега интерпретации, нели? Македонија е комплицирана земја која што повторно, ако сака да успее, мора да ги прифати овие едноставни, строги, прости правила на демократската игра. Значи, почетното правило е дека прво се знае колку играчи има во таа игра и да се утврди. Потоа дека головите не се поместуваат во текот на играта, нели? Остануваат тамо. И на крај, нели, оние што добиваат црвен картон добиваат, жолт картон добиваат и на крајот се завршува играта со рака пружена од страна на поразените кон победниците. Мислам, тоа се елементарни работи кои ние, нашите политичари, не успеваат да ги абсолвираат и постојано го ставаат општеството во некакво бранување кое што пак повторно па има резултат во создавање на една нелагодно чувство кон политиката во Македонија. И губење на доверба кон институциите, кон луѓето кои ја водат таа политика. Сега имавме шанси нешто да покажеме, но одеднаш, гледате, имаме обструкција. Ако продолжи таа обструкција сега и во парламентот, нема никаква гаранција дека тоа нема да продолжи и со изборите, и сето тоа ќе значи дека политичарите повторно ќе ја внесат Македонија во голема криза. Така, но да се надеваме дека до тоа нема да се случи и дека разумот ќе надвладе и дека всушност ќе го избере политичарите ќе го изберат најдоброто решение. Ви благодарам, професоре Малески, што одвоивте време и што разговаравте со нас на оваа тема.